Председателке, колега, ние не рековме дека ние не го поврзавме иселувањето со рамниот данок, вие го поврзавте. Министерот рече на говорница дека во време на рамниот данок имаше најголемо иселување од оваа држава и во време на рамниот данок не се успеа да се направи попис. Заклучок од таа негова изјава може да се извлече заклучок дека рамниот данок е виновен за големото иселување. Значи, ние тоа нити го рековме, нити го протежираме. Вие тоа го велевте. Ете, министерот вели дека и факт, дека рамниот данок е причина за иселувањето на младите. Што пример, јас не се сложам. Ето, дека имало и криминал и корупција, исто така, било причина за иселувањето. Тоа е, министерот го кажува. Значи, криминало, корупцијата, рамниот данок, причина за иселување. И за неостварен попис. Велите, не го носиме наеднаш. И како не го носите наеднаш, кога го носите по скратена постапка. То не е наеднаш. Велите дека, ами ние тоа го имавме пишано во програмата. Па имавте пишано и многу други работи. Па немате со прст брнато да ги реализирате. Повраток на 15% од ДДВ. До кај ви е проектот? До кај ви е проектот? Или вториот мандат кој дојте ги го направите? 100.000 денари за докторите, до кај ви е тој проект? Младинска гаранција, до кај ви е проект? Нова инвестиција, странска, Facebook, Google и така натаму, до кај ви е? Значи, многу работи кажавте вие пред изборијата. Кажавте дека нема да го менувате името на државата. Па се попишманивте. Така да, многу работи кажавте, не ги направивте, и сега наеднаш по скратена постапка менувате даночен систем на држава. Не е во ред. Тоа сакаме да ви кажеме. И на крајот, цела ова ука-бука, што ќе биде муавет за 25 милиони евра предвидени во буџетот. Нормално дека тие предвидени во буџетот вие ги имате се алоцирано зголемување овде, зголемување онде. Ама не се запрашувате зошто тоа на поинаков начин не го направите. Оти освен зголемување на даноци ништо друго не правите. Зголемивте акцизата. Така? Сега зголемвате даноци. А од друга страна, ни еден капитален објект немате нити завршено, баш кога ги имате стопирано. Од 400 милиони инвестиции во капиталните расходи имате реализирано 123 до сега. Така е најлесно. Нема пари, нема. Што ќе правиме? Данок крени. Ќе окрстиме праведен данок на Робин Худ. Луѓето ќе видат среќни, задоволни, конечно богатите ќе почнат да плаќат, ние сиромашните ќе живееме. Таа ви е реториката. Крени акциза, дизелот. И тоа образложението кое е? Дизелот во околината бил наевтин, па сега треба да ги стигнеме другите држави. Како? Крени акцизата. Мора да најдете начин како влада да зголемите економијата и таа економија да ја додаде вредност новаво, да врати со приходи поголеми во буџетот. Ова е најлесен начин. Кога не знаеш што да правиш, крени го данокот. И готово. Благодарам.